Почитувани ученици, добар ден. Јас сум наставник Зоран Тодоров, наставник по историја и по граѓанско образование. И ете, имам таа чест уште еднаш да помогнам на учениците да совладаат нова наставна содржина. Па така, денеска ќе зборуваме за една интересна лекција, за еден интересен историски настан кој ќе остави длабока трага во историјата на човештвото и ќе биде од големо значење за целокупната човечка историја. Се работи за настанот Француска револуција или поконкретно кажано Француска буржоаска револуција или Француска граѓанска револуција. Ќе видиме за што точно станува збор. Пред да одиме конкретно со текот на револуцијата, прва работа која што треба да ја објасниме и треба да видиме е какво ќе биде опкружувањето на Франција или какво ќе биде француското општество и што е тоа што ќе доведе до започнување на револуцијата. Па така, на чело на Франција во овој временски период се наоѓал кралот Луи 16, кој што со Франција владел апсолутистички. Односно, можеме да заклучиме дека Франција во овој временски период е апсолутна монархија. Па така, таа апсолутна монархија практично е држава која што ги покажува сите амбиции на кралот, а ги задушува сите амбиции на обичниот народ. Односно, кралот владее апсолутистички, тој носи закони, тој спроведува закони, потпишува договори, објавува војни, намалува даноци, зголемува даноци и слично. Значи, неговата целокупна волја во државата е закон. Затоа ова уредување го нарекуваме апсолутистичка монархија. Па така, тоа негово, да кажам, однесување и тоа уредување во Франција ќе придонесе да се појави револуцијата, која ќе ја превземе паролата слобода, еднаквост, правда или смрт. Па така тоа покажува до кој степен биле решени луѓето да војуваат. Односно, немале веќе што да изгубат, бидејќи положбата и така им била навистина лоша. Сега, ќе одиме со причините, повторно ќе се навратиме на овие слайдови кои што ги поминавме. Па така, првата причина за кревање на револуцијата веќе ја кажавме. Тоа е апсолутната монархија и неограниченото владење на Луи 16. Франција во овој временски период била држава во која населението било поделено во три сталежи. Еве како изгледале трите сталежи во Франција во овој временски период. Па така, првите два сталежи го сочинувале феудалниот слој и привилегираните граѓани, односно тоа се најблиските соработници на кралот, чиновниците, односно службениците и свештениците. Значи, тие се припадници на првите два сталежи. Пак ќе повториме, најблиските соработници на кралот, односно феудалците, чиновниците, односно службениците и свештениците. Тие два сталежи ги имале сите привилегии во државата, односно, како што може да видите, не плаќале даноци, уживале пензија, односно имале право на пензија, од државата добивале подароци и сите функции политички во државата биле во нивни раце. Како што може да видите, тие представувале само 2% од целокупното граѓанско општество. Наспроти нив, ќе видите третиот сталеж, односно тие 98%, од кои 10% припаѓале на буржоазијата, интелигенцијата и градската сиромаштија. Па така, во рамките на третиот сталеж имало најмногу разлики во поглед на богатството и општествената положба. Па така, во рамките на третиот сталеж
почнувале да се појавуваат и побогат слој на граѓани за кои што ќе зборуваме. Уште еднаш ја враќаме оваа слика, односно овој слајд, да потенцираме дека практично првите два сталежи ќе предизвикаат гнилост во француското општество. Што значи тоа? Тоа значи дека тие го расипувале француското општество. Тие предизвикувале многу штета во француското општество, бидејќи не произведувале, а трошеле. Нивниот начин на живот бил навистина раскошен и сите пари за нивните секојдневни потреби практично биле дел од државната каса. Затоа, оваа тука слика, односно карикатура, ја гледате на вашата десна страна, всушност ја символизира Франција, гледате како практично првите два сталежи се качени на грб на третиот сталеж. Таа расипаност или тоа гнилост која што ја предизвикувале првите два сталежи ќе предизвика финансиска криза во државата. Односно, тоа нивно неконтролирано трошење ќе придонесе да биде државната каса делумно слаба. Меѓутоа, во исто време, Франција, како што може да видите, водела и војни со другите држави, особено со Велика Британија и Прусија. Знаете дека војната е навистина тешка работа, посебно бара големи финансиски средства, ја празни државната каса, па така војните кои што ги водела Франција против Велика Британија и Прусија дополнително ќе ја испразнат државната каса. Во исто време, во Франција ќе се појави и просветителството, просветителите кои што се познати во историјата како критичари на феудалното општество, тие барале одземање на привилегиите на феудалците и на црквата во нивните дела кои што ќе ги напишат и тие дополнително ќе ги мотивираат граѓаните да се побунат за нивната лоша положба, а како што може да видите, најпознати просветители од овој временски период се Волтер, Жан-Жак Русо, Монтескје и така натаму. Значи, тие пропагирале еднаквост помеѓу луѓето. Значи, пак ќе повториме, има повеќе причини за започнување на револуцијата. Апсолутната монархија, неограниченото владење на Луи XVI, кажавме, една од причините, бидејќи тоа негово апсолутно владење предизвикува незадоволство. Тоа негово неограничено владење придонесува да се појават привилегирани луѓе во државата. Привилегираните луѓе во државата се првите два сталежи, кажавме, кои живеат на сметка на третиот сталеж. И бидејќи живеат на сметка на третиот сталеж, нормално дека третиот сталеж ќе се чувствува онеправдан и тоа ќе предизвика незадоволство кон третиот сталеж и практично тоа ќе биде втората причина. Банкротот на државата, кој што е присутен во овој временски период заради неконтролираното трошење на првите два сталежи и војните кои што ги води Франција против другите држави. Практично, тие се причините кои што ќе доведат до започнувањето на револуцијата. Пак ќе повториме, неограниченото владење на Луи XVI, апсолутната монархија, незадоволството на третиот сталеж кој е поттикнат од раскошниот живот на првите два сталежи, војните кои ги водела Франција против другите држави, кои што ја исцрпувале државната каса и сето тоа, кажавме, ќе доведе до банкрот. Сите овие работи ќе поттикнат да има револуција. Во меѓувреме, имаме пробивање на третиот сталеж, односно еден дел од тие 10% од тие 98 започнувале по богатството да се приближуваат кон првите два сталежи. Односно, тоа биле стопанствениците и банкарите, кои имале своји фабрики, своји банки, трупале богатство и така почнувале да заличуваат на првите два сталежи. Тоа уште повеќе
ќе предизвика револт, гнев и недоразбирање кај третиот сталеж, а тие кои што ќе останат сиромашни и непривилегирани практично ќе бидат носители на борбата, односно носители на новите процеси. Но како и да е, поентата е дека еден дел од третиот сталеж забрзано почнал да се пробива кон другите два сталежи. И така, пред малку кажавме дека раскошниот живот на првите два сталежи и војните кои што ги водела Франција ќе предизвикаат револт во државата. Па така, во Франција имало неопходна потреба од тоа, да се зголеми државната каса, односно да се зголемат парите во државната каса, и затоа ќе биде свикано Генерално собрание. Генералното собрание не било свикано цели 150 години, а сега кралот Луи XVI ќе го свика, бидејќи има потреба од тоа. Кога ќе започне Генералното собрание, практично, ќе дојде до израз незадоволството на првите три сталежи, посебно од начинот на живот на првите два сталежи и заради даноците кои што ги плаќал третиот сталеж. И така, во моментот кога кралот Луи XVI ќе објави дека треба да бидат воведени нови даноци, тоа ќе предизвика револт кај самите граѓани. И така, практично, поради ова, тие ќе се одделат и од третиот сталеж ќе формираат Народно собрание и ќе кажат од сега натаму има ново Народно собрание, представници сме ние, бидејќи ние сме тие кои го представуваме мнозинството. И така, Народното собрание се прогласило за уставотворно и сакало да воведе нов устав во државата. Ние ќе се навратиме на претходните слајдови и ова веќе го кажавме. Кажавме, дека тие се прогласиле за уставотворни и дека треба во иднина да биде донесен нов устав. Кои биле највлијателни групи во тоа народно или национално собрание? Тоа биле ситните трговци и јакобинци, предводени од Максимилијан Робеспиер, кои барале воведување на република, и жирондинците, кои биле крупни стопанственици. Они имале иста задача, иста мисија, иста цел и исти интерес да ги турнат првите два сталежи. Сега, во меѓувреме, банкротот предизвикувал криза за храна, тоа предизвикувало протести кон улиците, имало немири, биле напаѓани представниците на првите два сталежи и така натаму. И во меѓувреме, кога била објавена одлука дека овие сакаат да воведат устав, тогаш кралот сметал дека со првите два сталежи треба да се растури собранието и кралот повторно да ја превземе власта. Значи, кога била воведена, кога била истакната одлука за да биде воведен нов устав, кралот сакал да го растури собранието и токму тој негов обид за растурање на собранието предизвикува револт и практично тоа ќе биде повод да започне револуцијата. Така, револуцијата ќе започне во оној момент кога тие ќе дознаат дека кралот Луи XVI сакал насилно да го растори ново формираното народно или национално собрание. И така започнува револуцијата. Револуцијата започнува во месец јули 1789 година и најголем успех во почетокот на револуцијата представува завземање на затворот Бастилија. Затворот Бастилија ќе биде затвор кој што е политички затвор. Значи, затворот Бастилија ќе биде политички затвор и тука биле воглавно затварани сите неистомисленици на кралот.
Значи, секој оној кој што размислува погрешно, кој што размислува различно од кралот, кралот сметал дека размислува погрешно и затоа бил затворен во затвор. Значи, затворениците во Бастилија не биле убици, не биле криминалци, кратци и така натаму, туку биле затварани единствено заради тоа што имале различно размислување од владетелот. На 14. јули 1789 година, кога револуцијата веќе била почната, нели, ќе биде завземен затвор од Бастилија и тоа било огромна победа за револуционерите. Со тоа, нели, символот на кралскиот апсолутизам, затворот Бастилија, ќе падне. Со тоа се сметало дека, нели, символично ќе падне и кралот. Така, прегаска кажевме, меѓутоа уште еднаш ќе повториме, дека парола на револуцијата ќе биде слобода, еднаквост и братство. Тие се, да кажем, трите збора кои што се синоними и карактеристични за Француската револуција. Француската револуција ќе се прошири низ целата територија на Франција и за време на Француската револуција ќе се случи да биде донесен еден документ кој ќе значи подобрување на правата на човекот, а тоа е Декларацијата за правата на човекот и граѓанинот. Еве го тој документ кој што е донесен на 27. август 1789 година и со овој документ за прв пат луѓето можеле да бидат заштитени со закон, односно нивниот живот бил загарантиран. За прв пат во историјата правото на живот било загарантирано. И така, тоа е една голема победа за човештвото во тој временски период. И како што гледате, како што кажува декларацијата, луѓето се раѓаат слободни, еднакви пред законот, а приватната собственост е неотуѓива, што значи е заштитен и имотот. Освен животот, на нив им е заштитен и имотот, што претходно во феудализмот тоа не било така. Односно, нели, феудалците можеле слободно да убијат или да одземат имот на некој селанец. И така, во 1791 година дошло до тоа да се донесе устав и била воведена уставна монархија. Со тоа, правата на кралот биле ограничени. Кралот сега можел да управува со закони кои што ќе ги донесе собранието. Што значи, Луи 16 останал на власт, меѓутоа, нели, ќе биде неговото право на владење ограничено, односно, повеќе немаме апсолутистичка монархија, односно, сега имаме уставна монархија. И така, нели, се случува до тоа да конечно, после многу долго време, да биде укината апсолутната монархија. Во месец јуни 1791 година, кралот планирал бегство од Франција, бидејќи неговата жена била во роднински врски со кралот на Австрија, сакал да избега од државата, и тоа е временски период кога ќе се случи да биде укината монархијата за секогаш. Значи, веќе кралот немал никаква власт во државата, што значи дека тој повеќе не управувал со државата, туку била воведена република. Требало граѓаните да ја избираат власт. Затоа се вика република. Во републиката граѓаните одлучуваат, а не е наметнат кралот како некој кој што треба да управува со нив. Па така, имаме укинување на монархијата, укинување на кралството и воведување на република, односно, нели, таму имало систем каде што граѓаните требало да изберат власт. И така, тоа е временски период кога на чело на Франција ќе дојдат така наречените јакобинци. На чело на јакобинците ќе стои познатиот париски адвокат Максимилијан Робеспиер. Јакобинците биле ситното благородништво, додека жирондинците биле крупното благородништво. Јас ви кажав дека, нели, имаме ситно и крупно. Ситно се ситните занаетчи, трговци, адвокати и така натаму, додека крупното благородништво се банкарите,
стопанствениците и така натаму. Со цел да ја подобрат положбата на населението, јакобинците ќе воведат реформи. Само момент. Еве ги реформите, тие гледате, вовеле нов календар, вовеле право на глас, ропството повеќе не постоело, вовеле Париска комуна, сакале да воведат правична прераспределба на земјиштето, односно да се одземе на феудалците и им се даде на селаните, и сакале да ја истакнат вистинската улога на црквата во овој временски период. Ете, тоа е периодот кога Франција ќе биде прогласена за република, а на 21 септември, тоа и официјално значи ќе се случи, кога ќе биде прогласена републиката. Во месец декември 1792 година кралот е осуден за предавство, за сите работи кои што претходно ги направил заедно со кралицата, а еден месец подоцна ќе биде убиен со помош на гилотина. Го знаете системот гилотина, каде што со помош на пила го убиваат. 10 месеци подоцна истото ќе ја снајде и неговата сопруга, кралицата Марија Антоанета. И така, била воведена републиката. Преплашени од настаните, другите европски држави, како Австрија, Холандија, Прусија, Шпанија, Пиемонт и така натаму, со цел овие работи да не се случат и во нивната држава, бидејќи крупното благородништво ќе ги изгуби привилегиите, тие направиле коалиција против Франција. Сега, тоа што претходно ви го кажав, ќе го вратам слайдот, јакобинците сите одлуки ги спроведувале со терор, со помош на терор, односно со помош на насилство, и така поради тоа ќе предизвика незадоволство и поради тоа тие ќе се соочат со голем број на непријатели кои што ќе сакат да ја насочат нивната енергија против нив. На 27 јули 1794 година се случува контрареволуција, кога Максимилијан Робеспиер е фатен и осуден на смрт. Поентата било насилството кој што го предизвикувале јакобинците да биде намалено. Така, овој Максимилијан Робеспиер ќе биде осуден заради неговите дејства кои што ги превземал против крупното благородништво и овие привилегираните од третиот слој, стопанствениците, банкарите и така натаму, и поради тоа кажав дека ќе биде ликвидиран и убиен. После тоа следува воведување на еден нов систем, наречен директориум, кој што значи дека на чело на Франција ќе бидат донесени директори, односно 5 директори кои што ќе управуваат со државата. Со овие настани завршува Француската револуција. Сега, значењето на револуцијата е прилично големо. Зошто? Бидејќи слободно можеме да кажеме дека со Француската револуција завршува еден период кој што ние го нарекуваме среден век и започнува еден нов период кој што го нарекуваме нов век. Односно, со завршувањето на феудализмот практично завршува средниот век и започнува новиот век. А Француската револуција придонесува да се сруши феудалниот поредок, односно да се сруши феудализмот и да биде воведен еден нов систем кој што ќе биде наречен капитализам. Исто така, Француската револуција е многу значајна, бидејќи за прв пат пониските слоеви во општеството се избориле за основни човекови права. Ја споменавме Декларацијата за правата на човекот и граѓанинот, која што ќе биде основа за подобрување на сите права на луѓето во иднина низ историјата. Така, со воведувањето на Француската република, практично пак ќе бидат поставени
темелите на демократијата во Европа. Тие претходно беа поставени во Соединетите Американски држави, меѓутоа во Европа за прв пат ќе бидат поставени со помош на Француската револуција, кога на луѓето, односно посебно на машките, им се даде право на глас. Меѓутоа тоа беше само еден вовед во демократските процеси. Така, пак ќе повторам, рушење на феудализмот, подобрување на човековите права и поставување на темелите на демократијата се најважните придобивки кои што ќе ги добие човештвото во овој временски период и затоа Француската револуција е многу, многу важна. Така, отприлика тоа е тоа. Јас се надам дека ви помогнав и се надам дека ово што го зборувавме дека беше од корист.